Здраво, ова е 140-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Виталина Варела на Педро Коста, во кој станува збор за Виталина Варела, која што се глуми самата себе си, односно 55 годишна жена од Капе Верде, која доаѓа во Лисабон 3 дена по погребот на нејзиниот сопруг. Поминале повеќе од 25 години од како таа доаѓа до авионска карта за да оди во местото кај што мигрирал сопругот и не се вратил повеќе во нивниот дом. Со Виталина се сретнуваме во сцена во претходниот филм на Педро Коста, односно Horse Money, кај што таа се присетува на нејзиниот сопруг, која има напуштено пред 25 години за да работи во Лисабон и никогаш не се вратил. Ова е филм кој е комплетно посветен на неја и незината стоицистичка истрајност во потрага по оставените стапалки на сопругот Жоакин де Брито Варела, на тоа што тој некогаш бил, тајните кои ги криел и во тоа што на крајот се претворил. Вдовицата е препуштена на самотијата. Таа излегува надвор исклучиво само под велот на ноќта, криејќи потентна легура на гнев и срам, што визуелно соодветно е решено со продирањето низ сенките, со снопови на светлина фрлени директно врз нејзиното лице, отцртувајќи ги пред се браздите на душевните рани. Педро Коста важи за еден режисер кој голем дел од неговиот живот го има препуштено на изучување и пред се документирање на мигрантите од Капе Верде, кои најчесто се глумат самите себе си, му ја препуштаат нивната таговна животна сага, а тој се обидува да ја возобличи во филмски наратив со помош на глумата на натуршчиците. Неговата етнографска докуфикција се базира на устните преданија, кои тој се обидува да ги преведе во филмскиот јазик и да ги истакне нивните иманентни конфликти, кои ги носат цел свој живот на грбот, неслушнати, безпомошни маргиналци на општеството, кое ги има препуштено на заборавот. Таков беше случајот со предводникот на оваа заедница Вентура, кој беше конститутивен столб која започна оваа неофицијална трилогија со одличниот Colossal Youth и ја надополни со Horse Money, од кој се изроди приказната на Виталина, која му послужи поради куќата во која што живеела на режисерот, која па станува конститутивен дел од новото поглавје во неговата кинематографија, врз која се вперува неговото светло. Коста снима со помош на темнината. Со мракот го прелева ликот на Виталина, меѓутоа во затемнетоста се оживотворуваат и незините спомени, некогашни пријатели, сегашни непријатели, кои не и даваат спокој. Незината животна приказна е препуштена на вербализирањето, заобиколувајќи ги недостатоците на глумата. Од босоногото пристигнување со помош на авионот до ослободувањето на дневната светлина, Виталина се обидува да дознае зошто куќата на незиниот сопруг не е нејзина, да состави мозаик од отпечатоци кои ги оставил тој зад себе. Низ плач таа соопштува дека не верува во неговата некогашна љубов, како што не верува дека е закопан незиниот починат сопруг. Куќата која заедно ја изградиле во Капе Верде е неспоредливо подобро направена од таа во Лисабон, затоа што е градена со љубов, а Виталина продолжува да ја гради таа куќа и откако заминал незиниот сопруг и не се вратил да ја погледне комплетирана. Виталина има повторна средба со свештеникот без верници, кој плаќа за другите и нивните гревови. Таа е никој и ништо во трошната населба Фонтајбас во Лисабон, градот во кој сиромаштијата се прехранува од имигрантите во овој постколонијалистички свет. Таа тагува за домот што некогаш го имала, не биле имотни, но нивниот посет бил доволен за нив. Таа со одсутен поглед, упаден во далечината, говори за откривањето на компромитирачките фотографии на сопругот. За неа, ако постои љубов во домот, работите ќе си дојдат на своето место. Куќа во која нема љубов не може да се поправи. Театралноста колку што може да биде добродетелна, толку е непријател на филмовите на Коста. Секако дека поворништвото на театарот, на апсурдот на Бекет е доминантен чинител во творбите на Коста, меѓутоа тоа
лутање на актерите на сетот, не баре се движат по даски што живо значат, се коси со филмската естетика, компоненти кои што знаат да одвратат голем број на гледачи поради неубедителното справување со наметнатата цел на актерите, кои за прв пат се соочуваат со објективот на камерата, кој па има од друга страна намера да ја овековечи нивната екзистенција, со зададена задача да се глумат себеси, не баре се духови кои шетаат на улиците во ноќта. Кошмарната естетика на светот кој го создава Коста ме асоцираше на хорор филмовите од почетокот на минатиот век и приложувањето на овој меѓусвет кај што оживуваат сенките, низ замрачените улици и домовите кои што се претворени во зандани. Коста заедно со неговиот долгогодишен филмски соборец, кинематограферот Леонардо Симоес, не се отклонува од практиката на справување со дигиталното снимање, снимајќи со Алекса во клаустрофобичниот академски аспект 1:33:1, во долгите статични кадри со фиксирана камера. Симоес не слика со светло, тој слика со темнината, при што филмовите, иако имаат десатуриран колорит, повеќе ми делуваат како ахроматски дела, од кои е спиена последната капка на живост, осветлена не баре е ренесансно дело, со соодветен вакуум во сцените помеѓу отсутните ликови. Ненадминливо кадрирање поседува овој филм. Режисерот ги снима неговите филмови за мизерни буџети во светски рамки, така што овој пат за 600.000 евра го сними новиот филм, што е речиси 3 пати повеќе од останатите негови филмови, но тие лимитирања наоѓа начин со својата камерна екипа и актери и натуршчици да создаде естетика за паметење со ригидна, малтене лаконска фабула. Музиката е изоставена од ова дело со цел да се долови натуралистичкиот приказ на чинодействието, близок до намената на отсуството на музиката во филмовите на браќата Дарден, оставајќи простор на глумата да натежне врз емоциите без интервенција на музиката. Монтажерите Жоао Диас и Витор Кальвахо се задржуваат до принципите на спорадичниот ритам, неотуѓиво од делата на Коста со кадри во кои квинтесенцијално е да се остави простор за оддишка на апатичните ликови и проширување на нивните тегоби до самиот гледач. Филмот може да се погледне и низ призмата на неореалистичката практика на италијанските режисери и употребата на натуршчици на сетот. Иако филмот се базира речиси во монолошка форма, тоа невоспоставување на диалошки корелации може би функционира на рамниште на изолација и отуѓеноста, но не е од помош да дознаеме зошто сопругот одлучил да се занимава со криминал за да преживее, зашто воопшто го напушта домот и во дефицит на ликови кои може да го начнат одговорите на овие прашања, тие непробојни прекурсори за донесените одлуки, исто како и Виталина, не ја наоѓаме оваа таписерија на одговори кои што ја бараме. Филмот имаше премиера на филмскиот фестивал во Локарно минатата година, кај што филмот се закити со Златен леопард за најдобар филм и Виталина за најдобра актерка, вклучувајќи и награда од екуменското жири, а потоа играше на ТИФ, Хамбург, Ванкувер, Бусан, Њујорк, Лондон, Даблин, Чикаго, Љубљана, Торино и Санденс и Москва оваа година. Педро Коста уште еднаш продира во спецификите на маргинализираните населби на Лисабон, проголтани од сиромаштијата, кај што демнат ликови сеништа, кои излегуваат од заробеништво на трошните домови за време на ноќта. Таков е случајот со хероината на филмот, напуштената Виталина од незиниот мрзелив и неверен сопруг, а безуспешно се обидува да ги разбере неговите мотиви за напуштање на домот, изграден со љубов. Прекрасно кадриран и впечатливо одглумен е апсурдот на животната сага на вдовицата, живот заминат во неповрат. Ако морам да го евалуирам, тогаш Виталина Варела од мене има 4 од 5. Доколку ви се допана 140-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!